Екипата на Добро утро секој утро доби покана за посета на Центарот за младински активизам КРИК. Бевме срдечно пречекани од вработените, а топол пречак добивме и од корисниците на Центарот. Каја благодарам за вашето гостопримство. Не примивте во невладината организација КРИК. Што е всушност КРИК? Пред се ви благодарам многу што дојдовте и не посетивте во нашата организација. КРИК е, односно Центар за младински активизам КРИК е младинска организација која што е формирана од млади лица пред се. Ние постоиме 11 години и работиме највише на млади инклузивни кампови кои што ги имплементираме секоја година. Исто така работиме на Erasmus Plus проекти и го имаме отворено нашиот окупационен центар КРИК. Што е оно што е како значајно може да се издвои из изминативе 11 години за кое што стои КРИК? Вака, јас би рекла дека оваа година и изминатата година највише највише се отвори нашиот окупационен центар, Центар за окупационна терапија КРИК. Исто така отворивме сервис, 3 стамбени единици кои што е деинституционализација на корисници од специјалниот завод од Демрекапија. Они живеат со 24 часовна поддршка, така да тоа би го одвоила како најактуелно сега што го работиме. Исто така се подразбира и проекти. Согледно тоа што споменавте дека работат млади за млади. Како функционира тоа? Дали има фидбек, односно дали има интерес низ годините, се зголемува ли бројот, членовите и заинтересираноста на вашиот центар? Вака, изминатиот период морам да кажам дека доста многу заинтересирани млади, поготово за новиот проект кој што е работилницата. Има се повеќе и повеќе волонтери кои што сакаат да доаѓаат и да волонтираат, особено да работат со лица со попреченост, што нас доста многу не радува тоа. Така. Го споменавте проектот кој што е последен, станува збор за проект работилници за изработка на накит. Ние сме нација која што е навистина креативна, што покажуваат вашите искуства кога се работите за овие работилници. Така, проектот е работилници за изработка на накит, го работат и е наменет, односно за млади девојки. Нашата група е хетерогена, има лица со попреченост и без попреченост. Со овој проект сакаме да постигнеме цели, односно да ги градиме нивните капацитети и да направиме финансиска независност кај нив. Морам да напоменам дека проектот го спроведуваат Национален младински совет на Република Македонија и Stella Network, односно е финансиран од британска амбасада во Скопје. Со самиот проект доста многу креативни млади се вклучија и доста многу сакаат да работат, поради тоа што министрата е една од најактуелните, особено дека се е рачно изработено. Имаме доста интересен накит и доста секоја работилница сакаме да направиме на интересен начин. Исто така морам да напоменам дека во саботата имавме работилница на отворено и сакаме се повеќе и повеќе да го имплементираме тоа во иднина. Накитот е продолжен, што значи можеме да ги повикаме гледачите кои што се заинтересирани дека можат да си набават нешто и да си купат. Така, накитот е продолжен заради тоа што пак ја напоменам сакаме да направиме финансиска независност кај овие млади, односно што го изработуваат самиот накит. Овој центар за окупационна терапија веќе постои скоро година и нешто, година и неколку месеци. Со значи дека е нов, се уште сме на почеток. Како што кажа колешка, така е, овој центар за лица со попреченост над 18 години. Значи, окупационата терапија како професија кај нас е заборавена или непрепознаена во наше општество. Ја мислам и системот за школство не ја познава што значи кој е незиното значење во третманот на овие лица. Значи, окупационата терапија е терапија или третман кој што е наменет за лица, за сите лица кои што имаат некаква болест, некаква повреда, да речеме, некаква состојба, некаква пореметеност, попреченост односно. И кога се тие во таква состојба, не се во состојба да ги извршува своите секојдневни активности. Значи, поентата на окупационата терапија е потполна независност во извршување на секојдневните задачи на секој од нас, а поготово на лицава со попреченост. Значи, окупационата терапија делува во суштина на 3 полиња. Тие се пак се заедно, нели? Првото е само грижа. Што значи само грижа? Што знам, капење, миење, чешлање, хранење, облекување,
движење од просторија во станот и така натаму. Тие се базични, основни. Има уште едни кои се наречени инструментални, кои што содржат во себе, да речеме, користење на јавен превоз, купување од нема продавница, не знам, трансакцијска сметка, значи све што е поврзано надвор од дома. Тоа е само грижа, тоа е еден дел. Вториот е дел продуктивна работа се нарекува, што значи може да биде и учење, може да биде работа. Ако е некој лице, значи настанала некаква попреченост, а тој веќе работа, значи сега не е во состојба да работи, затоа окупацијната терапија може да најде примена со разни техники и активности да му се поврати таа негова можност да се врати назад на работа. И третиот, кој што не е исклучителен до овие два дела, е креативно користење на слободното време. Што значи тоа, овој дел сега што гледате овие наши млади девојки што работат, тоа е дел од тие креативни активности. Значи, окупацијната терапија, креативниот, односно користењето на хоби на слободното време, го смета за активност, која што може исто така да се постигнат целите што се зацртани. Значи, преку користењето на слободно време, сликање, цртање, музицирање, креативни работилници, разни, ние пак, како окупацијна терапија, ја постигнуваме нашата цел. Bir aydır Makedonya'dayım. Bu gönüllülük... Во Македонија сум околу 1 месец. Дојдов специјално за оваа работа. Кога првпат дојдов овде, најпрво се грижев за тоа дали ќе можам да се сложувам со луѓето овде. За среќа немам никакви проблеми, затоа што и претходно сум работел со луѓе со посебни потреби во Турција. Како што кажав, кога првпат дојдов овде, бев со резерва за центарот. Се плашав како ќе се адаптирам, дали ќе можам да се разберам со луѓето овде. Но како поминува времето, немам никакви проблеми. Овој центар е многу добро место, а помагањето на лицата со посебни потреби е посебна убавина за мене. И дојдов меѓу овој убав, раскошен накид кој што се произведува токму овде во Крик и ќе имам можност да разговарам со луѓето со кои што со своите вредни раце ги заработуваат овие прекрасни парчиња, скапоценост од накид. Накид Ема, благодарам што си заедно со нас. Може ли да ни откриеш како работите и што правите всушност? Имаме еден наравнички конеч и сите му различни мунистри и ги нижиме и го правиме и после Што се правите од накид? алкаранче, Прстенчиња, така? да, Обетки? и обетки, Што ти е тебе омилено? Кои бои ти се омилени? сите. Сите? Што највеќе и што ти е најлесно да правиш? Правам алка и ранчина. А што ти е најтешко? Ништо. Не ти е ништо тешко. Има ли интерес? Веќе ги бараат ли луѓето? Сакаат ли да купуваат од вашите производи? Купуваат. Да? Да. И како си поминуваш ти на сите овие работилници? Одлично. И Наташа имаме овде со нас. Наташа, може ли да ни раскажете повеќе околу процесот на изработката и целата оваа работилница? Значи, почнати сме од август 2023 година. Летово почнавме, секој вторник и четврток по 2 сати, значи изработуваме рачни накиди, како што спомна има алчиња, менгјуши, ланчиња и такви работи. Имаме, значи, различни бои. Се дружиме 2 сати, супер ние, значи можам да кажам дека предобро ни иде, дека има заинтересираност од поише луѓе да се приклучат во работилницата и сум совршена, супер. Ќе ми дозволите да ве прашам какво е за вас ова искуство? Лично, значи мене за ова е тотално, значи ново искуство. Претходно немам значи работено рачно накид. Можам да кажам дека
Креативноста поише ми се изразува во работилницава, значи со различни бои, експериментираме, значи нови искуства дефинитивно се стекнуваат. Колку за вас значи ова искуство што сте дел од еден инклузивен процес, како индивидуа, како личност, за вашето обкружување, вашите пријатели, вашето семејство, добивате ли поддршка? Да, дефинитивно, значи можам да кажам дека и ги гледаме лицата со попречености, тоа се повеќе и повеќе значи ме мотивира нели за поише за инклузија, да ги прифаќаме луѓето во општеството, да ги прифаќаме различностите и бидејќи они се исто така како нас. Да бидат нормални и вклучени во секојдневието. Тоа значи дека можат да бидат и вистински пријатели, предпоставувам, можете да испиете кафе, да се дружите со нив? Дефинитивно, значи се смееме, се дружиме, супер. Да ги повикаме оние кои што се заинтересирани, очигледно овој центар е отворен за има отворени врати за сите оние кои што сакаат да бидат дел, да ги повикаме, може? Така, значи може да дојдат во Центарот за окупационална терапија Крик, кој што се наоѓа во местната заедница Црнича. Исто така имаме и Facebook и Instagram профили Крик на младите, каде што го постираме изработениот накид. Можат, ако сакаат да купат, да нарачаат во инбокс или да дојдат тука директно да си купат. Исто така може да следат, имаме отворени работилници, секакви настани, секој кој што е заинтересиран може да дојде, да се приклучи и секако да направи по некој накид. А дали правите и понарачки, дали можам да си нарачам нешто, дали функционирате на тој? Може и така, да. Одлично, јас верувам дека од изобилството на накид кој што го имате овде, јас ќе го најдам моето омилено парче, ќе ми дозволите да ги погледнам изработките кои што ги имате веќе готови и да си го набавам моето парче. Благодарам.